Охридјанецот Леонид Тодоровски е меѓу 6 талентирани средношколци кои ќе ја представат Република Македонија на меѓународната олимпијада по математика, што од 11 до 22 јули ќе се одржи во Англија. Овој ќе биде најновиот во низата настапи на Леонид и шанса да ја збогати витрината со медали. Покрај учество на регионални и државни надпревари, математичките вештини ги презентирал и на јуниорска и балканска олимпијада. Вели љубов кон математиката покажал уште на 5 годишна возраст. Решавањето задачи го исполнува, а математиката за него е еден вид уметност. Освен математиката, негова голема љубов е и биологијата. Со Леонид поразговаравме и за тоа дали неговите соученици го консултираат кога ќе заглават со некој математички проблем, што прави во слободното време, но и каде се гледа себе си во иднина. Леонид, на почетокот, кажи ни нешто за тебе. Каде заврши основно, каде учиш сега и од кога покажа љубов кон математиката? Основното училиште го заврши во Григор Приличев, а сега сум ученик во втора година при приватно средно училиште Јахја Кемов Струга. Па љубовта кон математиката ми започна од 5 години, кога за прв пат бев запознаен со и изложен на основните концепти од математика, односно тие беа некои си едноставни аритметички калкулации. И очекувано кога започна во училиште, особено во пониските одделенија, многу брзо ги решава зададените задачи и кога учителката ни предложи во четврто одделение да учествуваме на циклусот на надпревари, без двоумење го прифатив. И тогаш всушност беше првиот пат кога бев запознаен со вистинската убавина на математиката, која што е многу подлабока и поинтересна од обичните аритметички калкулации. И почнувајќи од таму, продолжив на надпревари и стигнав до моментот до каде што сум денес. Се подготвуваш за учество на еден престижен надпревар, меѓународната олимпијада по математика, дел си од македонскиот тим. Што тоа значи за тебе и како се подготвуваше? Па да се биде член од шестчлената репрезентација која што ќе ја представува својата држава на меѓународната математичка олимпијада е сон на секој надпреварувач кој влегува во циклусот на надпревари, но истото бара голема посветеност и долгогодишна работа. Всушност, за да се стигне до самиот тим, тоа е многу ригорозен процес на селекција. Се почнува од општински надпревари се до државен, од каде што се избираат најдобрите 40 ученици од сите 4 години да учествуваат на Македонската математичка олимпијада, на која што се врши дополнителна селекција на 12 ученици кои учествуваат на два надпревари. Едниот од нив е селекционен надпревар за Балканска математичка олимпијада, а останатиот е селекциониот за меѓународната математичка олимпијада и накрај се собираат поените од сиве 3 надпревари, вклучувајќи и бонус поени за медал на Балканска математичка олимпијада. Што се однесува до подготовките на надпреварот, тие траат преку целата година, но се најинтензивни во последниот месеци попред надпреварот. Тоа се од почетокот на распустот во главно, па се до поаѓање на надпреварот, кога секојдневно ни се испраќаат материјали за работа, кои што ние треба да ги поминеме, а и 2 пати неделно имаме симулациони тестови на кои што се прави некоја симулација на надпреварувачките денови на Интернационална математичка олимпијада. Всушност тоа се 2 последователни дена во кои што од 9 до 1,5 часот ни се испраќаат 3 задачи и ние треба во тие 3 задачи да ги решиме во предвиденото време и да му испратиме решенија на професорите кои не подготвуваат и кои ќе бидат со нас, ќе не водат на меѓународната математичка олимпијада. За многумина математиката спаѓа во оние потешките предмети. Каква мотивација е потребна за да се условно кажано троши времето на математика? Во решавањето на задачи ја наоѓам нешто кое што мене ме исполнува и ми причинува задоволство. Задоволството произлегува од совладувањето на проблемите на кои што ќе најдеш на патот и стекнување на нови знаења и вештини. Математиката представува некој вид уметност. Решавањето на задачи може да се спореди со процесот на компонирање на композиција или сликање на слика. Истото бара знаење и искуство во тоа, но кога ќе се заврши задачата, кога ќе се има готовиот продукт, може да се погледне на тоа и со исто восхитување како што композиторот погледнал на својата песна или сликарот на својата слика. Те консултираат ли твоите соученици, познаници кога ќе заглават со некој математички проблем? Па често се трудам на своите соученици да му помогнам да ги совладаат некои концепти, но истовремено и со учесниците на Олимпијадава сме константно во контакт
и си помагаме во смисла, си даваме помош на задачи, заедно ги решаваме задачите и така. И тоа трае преку целата година, не само во последниот месец и пол. Покрај математиката, подеднакво си успешен и со биологијата, имаш учествувано на надпревари и освојувано награди. Па во основно оделение, тоа беше од 6-то до 9-то оделение, а биологијата ме привлекуваше и одев на надпревар и дополнително и на физика. Природните науки ми го привлекле вниманието и сум се посветил на ним од најмалите години и ми причинува задоволство. Но кога веќе започна во средно, повеќе се посветив на физиката и не можејќи да ги изменеджирам сиве три надпревари, за жал требаше да се откажам во биологијата, што не значи дека целосно се имам откажано, се уште во слободно време истражувам работи, но не за надпревари, без тој стрес кој што го носа самите подготовки за надпревар. Со што Леонид се занимава во слободното време? Па во слободното време, иако во последно месец и пол е малку поограничено, сепак се трудам да извојам време да излезам со велосипед на возење, особено по некои си планински рути. Тоа на некој начин ми представува како ми дава можност да избегам од секојдневните проблеми, малку да го растеретам мозоков, зашто сватив дека колку што е за успех, колку што е значајно напорните подготовки, толку е значајен и одморот, за да при тие подготовки да може максимално да се вложиш и да постигнеш нешто. Покрај велосипедизмот свирам и инструмент, завршив основно музичко училиште во класата флейта, а изминатава година започнав и самиот да учам гитара, да свирам. И нормално се обидувам да издвојам и време за дружење, за социјализирање. Што би им порачал на младите во земјава? Единствено што можам да им порачам е да се пронајдат себе си во нешто што навистина ги интересира и ги исполнува. И да си постават некои цели и да работат кон освојување на тие цели. Нормално патот кон било кој успех нема да е едноставен. Ќе се најдат низ многу препреки. Но треба да се проминат тие препреки, зашто резултатот, кога ќе си ја постигнеш својата цел, таа сатисфакција што се добива, навистина вреди целиот тој труд. Кои се твоите планови за во иднина? Каде се гледаш? Па, очекувано, во иднина се гледам во некоја област во природните науки, особено нешто што е во тесна врска со математиката. Во која област од математиката точно за сега се уште не знам.